Денес во бекстејдж на мое големо задоволство го имаме Никола Поповиќ. Сега кога ќе ги кажам името и презимето, можеби нема многу да им значи, меѓутоа Никола Ниџо, како што те знаат од Инстаграм и од социјалните мрежи, веќе си претпоставуваат. Јас морам уште на самиот почеток да кажам многу сериозна фаца, а ја смееш цела македонска нација. Ќе пробам малку да прочепкам да дознам зошто и како. Добре дојде во бекстејдж. Добро ве најдов, фала ти на поканата пред се. И голем поздрав до сите што ве следат. Пошто ја ве следам оддамна уште кога не се занимавав со ова, имате интересна емисија и чим траете уште, значи стварно вредите. Така е, одамна и постоиме, а ќе постоиш и ти како си тргнал кон врвот со твојата работа, Никола. На почеток нешто што има допир со јавна професија, а си го работел е музика. Каква е приказната со музика? Па има сигурно некој пред 15 години, сигурно 15 години има. Почнавме во периодот кога беше активен рапот, да речеме, во Македонија, односно кога беше гужва на рап сцената. Да речеме, дечките од Новолисиче, Легијата, и имаше покрај нив еден куп млади екипи, па така и ние почнавме, ние бевме некои млади деца. Твојата музичка приказна за момент беше прекината поради еден, ајде да кажам, немил настаден, неубав период во твојот живот, кој што ти многу некако лесно го помина, но сакам малку да се осврнеме на таа тема. Имаше некаква диагноза? Да, втора средно бев малку потешко болен, да речеме. Ми открија рак на лимфни јазли. За среќа свет добро се заврши, знаеш како е кога ги имаш правите луѓе околу тебе, буквално што се вика моите живи луѓе јадеа. Ете така да се изразам, знаеш кога се работи за твое дете. Не ми го представија тоа нешто многу страшно, а ја бев фул енергија, да речеме, бев у период кај што бев многу активен, дали со музика, дали со спорт. Буквално ќе примев терапија и немаше одмор за мене, не сакав ни да одморам ни ништо. Ми се чудеше и докторот како сум можел чорба да јадам и после терапија и слично. И доаѓаме сега до почеток на еден среќен период кој што се однесува на твојата кариера. Стендап комичар и човек кој што прави многу смешни и интересни видеа кои што имаат илјадници прегледи на социјалните мрежи. Кога го објави твоето прво видео и зашто беше? Како ти дојде идејата? Види, идејата дојде сосема спонтано. Има два моменти тука. Едниот е, да речеме, поврзан со брковите кои што си ги носам уште. Пошто не можам ни брада да поднесам, ни бркови, ни такви работи, а жена ми многу ме сакаше таков. Со бркови и со брадест? Брадест, да, нормално, брадест. Тоа е многу често појава кај нас, иначе, да речеме. Обично машкото кога не сака, жената многу сака, да речеме, брада и такви работи. Ја не можев да поднесам, пошто имаше периоди кај што јас се бричав и 2 пати во ден. И случајно на шала ги оставив брковите кога се бричав една вечер, ги оставив на шала. И случајно нешто снимав по дома. Утре дента требаше и на одмор да идеме, отидовме на одмор, си ги оставив со мене и како дојде до првото видео, бевме на плажа, имаше македонска фамилија до нас, кои што сака, пробуваа да разговараат со српско семејство кое беше исто до нив и ми беше многу смешно. Следува, например, по тоа видео, се редат видеа, инспирацијата како што можам да забележам, разгледувајќи го твојот профил на Инстаграм, доаѓа и од семејните односи, од брачната ситуација, нели, се караат кај твоите ќе одиме, кај моите ќе одиме. Има ли такви ситуации по дома и си велиш, сега од ова ќе направам некоја пародија, некоја видео? Хуморот на своја сметка многу го сакам. Така да многу инспирација си зијам и од дома. Нормално дека имаш, мислам, ќе излаже некој ако рече дека нема сега муавети од типот, стално идеме сега прво кај твоите, па кај моите. Тоа се, да речеме, тие сладки маки во брак. Така да инспирацијата прво ја црпам од дома. Многу често ми доаѓа идеја и, да речеме, можам до продавница да отидам и да слушам мајка и ќерка како се расправаат за кој е производ поевтин, у кој маркет или слично, и така да ми дојде инспирација, или од колеги на работа, бидејќи не сакам да снимам се и се што, односно со сила да се форсирам. Видео правам само тогаш кога во глава ќе ми штракне дека знам дека ќе има и реакција од луѓето и дека стварно ќе има некоја позадина што ќе има вредност, да речеме. А многу ретко се смееме. Така да сакам нешто што стварно што сега ќе го насмее народот. Никола, значи се знае, секогаш одиме прво кај моите, па кај твоите наредниот ден на гости.
Добро Цуцулче, оваа година мама сакаше да смениме да направиме обратно. Што е проблем? Па нема да менуваме. Зашто да не смениме? Што е проблем? Ке смениме оваа година само. Нема да смениме, бе. Значи, жими се ми иде една недела само пауза од овој живот, од овој стан да направам. Жими се ти кажувам више. Уште па Орис тука ќе требам, ќе ти помагам. Еве тја торбата, спакувана и една недела очи да не ти видам. Не ја фрлај торбата на мама е. Жими се и ќе идам да знаеш. Излегувај. Што е сега? Дај ми го тоа фламингото на Кристијана. Ти не си нормален. Можам да забележам дека си правиш видеа и на сметка на политика и на она што се случува, реални ситуации од животот. Го споминуваш автопатот Кичево Охрид. Дали тие се некако најкоментирани, најгледани видеа или пак нешто друго? Види, за политика избегнувам да правам, пошто знаеш како Facebook профил, Instagram профил има секој без лекарско. Односно, да речеме, Однос на коментари, ево. така, да, пошто најгрдите и најкоментарите оние што нема никаква поврзаност со тебе, ќе дојдат до израз. Така, затоа гледам да не биде тоа да фаќам партии или не знам да споминјам имиња или слично, гледам, мислам, пошто ја со политика нити се занимавам, нити моите се занимаваат, нити имам некаква поврзаност со политика, сосема ми е небитно тоа. И гледам да не ги споминам баш ради тие работи, пошто знаеш како еднаш ќе ставиш нешто и одмак ќе те етикетираат или слично. Не дека мене ќе ми значи, мислам, негативните коментари не ме допираат доколку не се однесуваат на подобрување на моите видеа, да речеме, во смисла на глума, технички нешто или слично. Ала? Брат. Добре бе, по дома. Вие? Аха. Па добро да ти кажам, се навикнуваме, веќе 3 месеци како сме во Мјуник, се навикнуваме да ти кажам, да. Да, да. Еве сега плаќав нешто ренхунген за штром, вода, нешто таму. Мите плаќа сега и така, да. Цените у Зубамарт, да ти кажам, слично нешто како кај нас и у Ками у Стокомак, нешто слично.